Денес сум во посета на градот Штип, само што завршивме заедно со останатите кандидати за пратеници од Штип на посета на пазарот, она што го гледаме огромната поддршка од народот која што ја добиваме во пресрет на изборите. Луѓето едноставно се уморни, доста им е од сите сивила, од сите моцуришта во кои што не со СДСМ и Зоран Заев. Она што исто така можев да го видам од разговорот на луѓето е дека веќе ги препознаваат проектите и понудата која што имаме дадено кон нив. Имавме интересни разговори пред се во однос на земјоделието. Едноставно граѓаните се желни за промени, бидејќи знаат дека само со ВМРО ДПМН државата може да оди напред. А она што ние го ветивме пред земјоделците е континуирано, најмалку 100 милиони евра субвенции, поддршка за нив, но и многу други проекти кои што ќе овозможат пред се подобро искористување на ИПАРД фондовите, но исто така и помош при маркетингот на нивните производи. Но она што е најбитно и она што е најкруцијално за сите земјоделци е впрочем навремената исплата на субвенциите. А тоа ние како ВМРО ДПМН го ветуваме и тоа за нас ќе биде завет, тоа за нас ќе биде аманет за да можеме да го направиме во следниот 4-годишен период. Но она исто така што е многу битно е за градот Штип поврзувањето и конечно завршувањето на експресните, односно патиштата кои што го поврзуваат Штип. Дали е тоа со Кочани, дали е тоа со останатите градови кои што во целиот овој период, 3 и повеќе години, буквално ништо не направија. Знаете дека е таква ситуацијата и со клиничката болница. Овде сме, ќе бидеме со граѓаните, бевме во целиот овој период од 2,5-3 години со граѓаните и понатака ќе бидеме со граѓаните и ќе работиме за доброто на сите. Буквално битен ни е секој еден човек. И во следните 4 години ќе се потрудиме ниту еден човек да не биде заборавен и буквално секој еден граѓанин да биде приоритет.